Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Државниот пазарен инспекторат и царината во координирана акција. Дали горива набавени со попуст во Македонија се препродаваат во соседството. Грчките погранични служби го суспендираа новиот систем за празничните гужви. Ќе го укинат ли за летната сезона? Србија веќе добила уверување дека за нивните туристи нема да се применува од јуни до крајот на август. Обид за алиби или реален бойкот, Македонија може да ги загуби парите од Брисел поради несогласувањата помеѓу власта и опозицијата. Дали исламската група Аша Палјамин стои зад пожарот врз еврејската синагога во Скопје? Групата презема одговорност, а АНБ потврди дека приведените се поврзани со исламска држава. Безбедносните експерти тврдат дека целта им е да предизвикаат страв во јавноста. Се продлабочува несогласувањето помеѓу Берлин и Вашингтон. 5000 американски војници ќе бидат повлечени од Германија поради ставот за војната во Иран. Во овие вести во живо информираме со најновите информации за функционалноста на новиот систем за контрола на европските граници. Останете со нас. Државниот пазарен инспекторат и Царинската управа спроведуваат координирана акција за проверка на информациите дека македонски компании кои имаат договор за работа во соседството купувале горива со попуст во Македонија, а го извезувале во регионот. Евентуална потврда на информациите ќе значи големи парични казни, но и можност за одземање на лиценците за работа. По максималниот скок на цената на нафтата во четвртокот, берзите вчера затворија со цена од $108 за барел. Од владата очекуваат дека во понеделник има ново намалување на цените на горивата, но последниот збор ќе го има регулаторната комисија за енергетика. Дали гориво со попуст за македонските граѓани завршувало во странство? Ова е главното прашање на кое одговор бараат пазарниот инспекторат и царината. Се спроведува обемна акција за проверка на работењето на големите трговци со нафта и нафтени деривати во земјава. Под лупа на инспекторите се компании кои поседуваат лиценци за трговија на голем, увоз и извоз преку складишта. Велат од пазарна засител. Истрагата треба точно да го утврди патот на горивото, кое се набавува со повластени цени. Се проверува дали одредени трговци го извезувале надвор од државата, горивото купено со попуст од ОКТА, наменет исклучиво за заштита на стандардот на граѓаните, а не за меѓународна трговија. Од инспекторатот вела дека нивните екипи се веќе на терен и ја чешла целокупната документација. Се проверува секоја влезна и излезна фактура, за да се види каде завршиле дериватите. Проверките траат и во текот на наредните денови ќе се спроведат и вонредни инспекцијски надзори кај сите големи трговци. Иако веќе постојат индиции за неправилности, од ДПИ ни рекоа дека е рано да се кажат прецизни бројки за периодот или количината на горивото. Повеќе детали најавија кон средината на идната недела. Ако се утврди дека некоја компанија правела вакви злоупотреби, може да и биде одземена лиценцата. Инаку попустот од неголемиот снабдувач од 2 денари за бензините и 3 денари за дизелот е продолжен до 18 мај. Освен ова, ДДВ-то на бензините останува на 10%, а акцизата е намалена за 2 денари. Кај дизелот пак акцизата е намалена за 4 денари. Нови цени на горивата регулаторната комисија ќе донесе задутре, а премиерот Мицкоски вчера рече дека очекува ново поевтинување. Вкупно со се сите мерки, во моментов 95-ката се точи за 80,5 денари, 98-октанскиот за 82,5 денари, а дизелот се продава за 88,5 денари по литар. Мартин Арсов, Сител телевизија. Големите гужви на граничните премини со Грција и за првомајските празници повторно го отворија прашањето за функционалноста на новиот систем за контрола во летната туристичка сезона. Дел од патниците сведочат дека системот бил суспендиран, но дали има официјална информација дека вакви мерки ќе се користат и во иднина, одговори денеска бараше колешката Габриела Лескова. Имаме во живо во овие вести. Габриела, има ли официјални информации што ќе се случува со овој систем за влез и излез од Европската унија во летната сезона?
Додека јадници македонци решија првичните, односно првомајските празници да ги поминат на Егејското море, главната тема на разговор на граничните премини не е само дали ќе биде убаво времето, туку и системот ЕС. Дел од македонците кои што се веќе во Грција велат дека овој систем бил привремено суспендиран. Односно, нив им биле побарани само пасошите на граничните премини, меѓутоа не и да бидат фотографирани, ниту пак да остават отпечатоци од прсти. Меѓутоа, вистинското прашање кое што треба да се постави е дали македонците ќе бидат изземени од овој нов систем за време на туристичката сезона. Од туристичко-гостителската комора велат дека ваквиот официјален одговор од грчките власти го очекуваат дури по 15 мај. Па со ова да ти одговорам и на твоето прашање, се уште не е познато практично дали ќе бидеме како македонски државјани изземени од од овој систем за време на летниот период. Меѓутоа, за разлика од Македонија, денеска доаѓа и информацијата од Србија дека токму српските државјани од 1 јуни до 30 август ќе бидат изземени од овој нов систем. Ова е практично втора држава на која што грците и дозволија да бидат изземени од системот. Ваков пример е Велика Британија. Сите детали во приложение. Грција привремено го суспендираше системот ЕС за првомајските празници, тврдат патниците, кои решија за продолжениот викенд да одморат покрај море. Граѓаните велат дека поминале без скенирање и без земање отпечатоци од прстите. Но се уште останува непознато дали Грција ќе го укине новиот систем за македонците во летната сезона. Последно, туристичко-гостителската комора велат дека официјален одговор ќе добијат после 15 мај. Во зависност од одговорите на грчките власти, можни се две сценарија. Ако се изземат македонците од новиот европски систем, ќе се избегнат долги чекања на граница во екот на туристичката сезона. Но ако одговорот е негативен, се очекуваат огромни гужви, километарски колони и повеќе часовно чекање на граничните премини, што значително ќе го отежне патувањето кон летувалиштата. Од туристичките агенции очекуваат долгите чекања да бидат причина за граѓаните да летуваат во земја што не е во Европската унија или во Шенген. Значи нема откажување, конкретно да речеме причина гужва на граница. Има кога се организирани поголеми групи, да речеме патување со автобуси и така натаму, може би да овој нов систем на поменување граници да ве предомисли наместо да идете во Грција, да идете во Црна Гора. Ако треба да правите некои семинари или некои патување со повеќе патници, затоа што најголем проблем мислам дека ќе бидат автобусите. Грчките власти веќе официјално го суспендираа системот за британците, земајќи го во предвид фактот дека 5 милиони годишно живеат на Егејското море. Денеска доаѓа информацијата дека србите постигнале дипломатски договор и за нив ќе биде суспендиран системот во екот на летната сезона. Отворила su nam mogućnost da se na srpske turiste gleda privilegovano i da biće suspendovan entry-exit sistem u periodu od 1. juna do 30. avgusta. Ali evo i prvomajski praznici su to pokazali, ušlo je preko 100 naših autobusa i automobila gde je bio suspendovan ES sistem. Владата во Атина веќе соопшти дека ќе ги користи сите расположливи алатки од европската регулатива за да се справи со притисокот на границите. Во истиот контекст, Грција ќе оценува состојбата на поединечните гранични пунктови за влез и излез и ќе преземе соодветната мерка, предвидена од горе наведената регулатива со цел од една страна да се обслужува зголемениот број патници, а од друга да сме усогласени со правилата и барањата на регулативата. Цител побара одговори од МНР дали нашите власти прават напори за македонските државјани да бидат изземени од системот за летната сезона, но одговор не добивме. Габриела Лескова, Сител телевизија. Според последните информации од Министерството за внатрешни работи, во изминатите 24 часа на трите гранични премини со Грција, границата ја поминале околу 3000 македонски граѓани, најголем број од нив на граничниот премин Меджитлија. На граничниот премин Богородица од вчера од 12 часот до денеска до 12 часот влез во државата оствариле 944 македонски државјани, а излез оствариле 805 македонски државјани. Што се однесува до странските државјани во истиот период, влез во нашата држава оствариле 4680, а ја напуштиле државата 5676 лица.
Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Убив за алиби или реален бойкот, Македонија може да ги загуби парите од Брисел поради несогласувањата помеѓу власта и опозицијата. Дали исламската група Аша Палјамин стои зад пожарот врз еврејската синагога во Скопје? Групата презема одговорност, а Анаба потврди дека приведените се поврзани со исламска држава. Безбедносните експерти тврдат дека целта им е да предизвикаат страв во јавноста. СДСМ обвинува дека Мицковски подготвувал алиби за сопствениот неуспех во реализација на реформската агенда со обвинувања за блокада од страна на опозицијата. Од власта пак тврдат дека СДСМ е партијата која се служи со лаги. И додека партиите меѓусебно се обвинуваат, Македонија има реална можност да ги загуби средствата од Брисел доколку не го реализира планираното во реформската агенда. Мицковски подготвува алиби за сопствениот неуспех во ЕУ агендата во јуни, со тоа што ја обвинува СДСМ дека го блокира изборниот законник, тврдат денеска од опозицијската партија. Оттаму велат дека власта има доволно мнозинство во парламентот сама да ги донесе потребните законски измени што ги бара Брисел. Реакцијата доаѓа откако вчера премиерот објави дека до јуни ќе се исполни најголем дел од реформската агенда, но не изборниот законник, поради тоа што СДСМ повеќе не учествува во работната група во Министерството за правда. Вистината е едноставна. ВМРО ОКГ има апсолутно мнозинство во собранието и може самостојно да донесува закони. Сега вели консензус. Требаше консензус за техничката влада, па на сила и шверцерски ја изгласа без никаков консензус. Како што без консензус и без поддршка на СДСМ ја укинаа техничката влада, така можат да го донесат и изборниот законник. Не им треба СДСМ за закони, им треба изговор за сопствениот неуспех. Од ВМРО ДПМН пак возвраќаат дека со лаги за реформската агенда се служи токму опозицијата. СДС се представуваат како проевропска опција, а се што ќе кажат постојано е демантирано од европски институции или од европратеници. Проевропска опција е етикета која СДС и Венко Филипче сами си ја налепуваат само за да даваат лажни оправдувања за сите национални предавства кои ги направија додека беа на власт. Ваков е проевропски социјалдемократскиот сојуз. Се служи со лаги, манипулации, испинување на изјави на европратеници и ги омаловажува националните херои. Опозицијската СДСМ во средата не се појави на состанокот во Министерството за правда за изборниот законник. Од СДСМ објавија дека излегуваат оттаму поради укинувањето на техничката влада. Од друга страна од Министерството велат дека нема допис од СДСМ за напуштање на групата и дека таа продолжува со работа. Следниот состанок е закажан за 11 мај. Формално изборниот законник се носи со обично мнозинство, сепак според собранискиот деловник тој е еден од 5 закони за кои не важи забраната за филибастеринг и може да биде блокиран со амандмани бесконечна дебата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. По најавите на Петер Маѓар за отворање истраги за кинеските кредити во Унгарија, од СДСМ бараат и македонското обвинителство да постапи и да ги испита договорите поврзани со унгарскиот кредит. Од партијата тврдат дека новите информации за заемите што ги исклучувала владата на Виктор Орбан отвораат сериозни сомнежи за договорите што ги исклучила владата на Христијан Мицковски. Новиот унгарски премиер Петер Маѓар најави преиспитување и на скапите меѓународни договори за кинеските кредити. Еден од тие скапи и нетранспарентни договори склучи владата на Мицковски со владата на Орбан, со кој што ги задолжи граѓаните 1 милиарда евра. И во Македонија мора да има истрага за кинеските пари. Се што Маѓар сега го разоткрива во Унгарија, перење пари, контрола на медиуми, тајни бизниси, корупција, директно се пресликува и во Македонија. Затоа СДСМ го повикува обвинителството веднаш да отвори истрага и да се истражи. Дали исламската група Аша Палјамин навистина стои зад пожарот врз еврејската синагога во Скопје?
Групата, ден по пожарот, во објава на социјалните мрежи, ја презеде одговорност, а Агенцијата за национална безбедност вчера потврди дека приведените се поврзани со Исламска држава. Безбедносните експерти тврдат дека е јасно и целта на оваа група е да предизвика страв во јавноста. Пожарот во синагогата во Скопје немал за цел да одземе човечки животи, туку да предизвика страв и чувство на недоверба во институциите. Ова е ставот на безбедносните експерти откако Агенцијата за национална безбедност откри дека лицата кои го подметнаа пожарот во дворот на еврејската заедница биле поврзани со терористичка организација. Според универзитетскиот професор Злате Димовски, инцидентот во синагогата не е изолиран чин, туку стратешки избран момент за дејствување. Самата терористичка организација имала одредени намери. Во долг временски период очигледно дека правела една обсервација, забележувала каде се движат, како се движат одредени лица и секако дека го одбираат најпогодниот момент кога ќе треба да настапат, а тоа е практично овој момент сега. И очигледно дека синагогата им била таргет. Одговорноста за пожарот ден по инцидентот ја презеде терористичката група Ашап ал Јамин, која со видео ја таргетира синагогата, а потоа го прикажува и пожарот. Во објавата се наведува дека организацијата претходно извршила напади во Минхен и Лондон, каде мета бил еврејски имот. Првиот човек на еврејската заедница во земјава не е изненаден што сторителите се поврзани со терористичка организација. Очекувал напад бидејќи претходно Исламската држава испратила повик за палење на синагоги. Имаше проглас од Исламската држава дека за Великден се повикуваат сите муслимански подржаватели, сите оние што го мразат Израел, сите тие што се антисемити, да ги палат христијанските храмови и синагоги. И навистина тоа се стори во Скопје. За пожарот во синагогата, кој беше подметнат на 12 април, осомничени се двајца скопјани кои ќе одговараат за тероризам. Според АНБ, тие се дел од радикална група поврзана со глобалната мрежа на Исламска држава. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Министерството за здравство најавува можност за лекување со телемедицина. Наместо да се вратат во земјава, врвните стручњаци кои заминале во странство ќе може да не лекуваат со помош на новата технологија. Но за да се случи тоа, ќе биде потребно да се направат законски измени и да се исполнат условите за работа во земјава. Специјалисти од Македонија кои работат во странство преку телемедицина ќе лекуваат пациенти во земјава. Планот на Министерството за здравство е оддалечина. Еминентни лекари да бидат вклучени во диагностиката, третманот и следење на состојбата на болни во македонските клиники. Според Министерот за здравство, група доктори кои живеат во западноевропски држави и САД од различни специјалности, радиолози, кардиолози и интернисти, изразиле подготвеност бесплатно да помогнат во лекувањето на наши пациенти. Тоа ќе го прават преку специјален затворен систем со видеокомуникација во рамките на Мој термин, за да се заштитат личните податоци. Но за да профункционира сето ова, летото како што се планира, потребни се неколку законски измени, а странските лекари треба да добијат и лиценци за работа од лекарската комора. Работиме со лекарската комора за да може да се поедностават процесите кои што ги имаат за нашите лекари од внатре. Знаете, еве еден пример ќе ви дадам. Доктор да доаѓа да полага од странство тука за да добие лиценца за работа, а веќе он има лиценца во странство. Мислам дека не е во ред и исто ќе направиме во далечина, значи преку distance learning да ги следи тие обуки и исто така да полага во далечина, да не доаѓа воопшто во државата за полагање. Проектот за лекувањето од далечина со специјалисти од диаспората е продолжение на телемедицината, која како пилот проект 2 месеци функционира во болниците во Дебар и Делчево, каде здравствени услуги во дерматологијата се обезбедуваат од Скопје преку посебен модул во Мој термин. Во следната фаза ќе биде проширување на услугите прво исто така на национално ниво со други специјалности. Знаете, сега имаме само дерматологија и така почнавме. Исто така ќе вклучиме повеќе здравствени установи во институциите за да може да видиме кои ќе ни бидат да не кажам пречките, туку е
работниците за тој дел. Во рамки на овој проект, според министерот за здравство, во скоро време телемедицината ќе профункционира и во сите затвори во земјава, за да не мора секогаш осудени лица да се носат на преглед на клинички, туку само итните случаи. Александар Динев, Сител телевизија. Пред почетокот на летото, сезонските работници во угостителството веќе почнаа да заминуваат од државата во потрага по подобра заработувачка. Угостителите во земјава пак се надеваат на средношколците и можностите кои им ги нуди новиот закон за работно ангажирање. Сезонските работници, особено од секторот угостителство, во периодов на големо започнуваат да заминуваат надвор од Македонија, а главната дестинација и понатаму останува Хрватска. Според угостителите, овој сектор тоа го чувствува со околу 30% помалку квалификуван кадар, како кувари, скараджи и пицмајстори и останато, додека за шанкери и келнери тој процент бил помал. Угостителите очекуваат дека новиот закон за работно ангажирање ќе амортизира дел од овие проблеми кои што им се јавуваат. Со новиот закон за ангажирање ни се дозволи како добра помош за да ангажираме средношколци и малце ни се олеснија работите што се јавува со недостаток на сезонски работници од келнери, шанкери, така полесно квалификуван кадар, полесно се најдува моментално. Што ни се дозволи за да ги можеме да ги осигураме, да се бида легално, да се бида присутни во објектот без никаков проблем. Кога ќе заврши школската година, ќе имаме поголема понуда од работна сила од школарците, од средношколците. Со законот за работно ангажирање, сега сезонски ќе може да се ангажираат лица под 18 години, студенти, веќе вработени лица, пензионери, како и корисници на разна помош од државата, без истите да го изгубат статусот кој што го имаат. Законот првично ќе важи во секторите угостителство, земјоделство и оние кои што работат услужни дејности во домаќинствата. Организираат инфосредби во повеќе региони во Македонија со цел што повеќе да се анимираат сите овие дејности, угостителите, земјоделците, со цел да биде што по-приденлив и по-прифатлив законот и добро објаснет од наша страна. До сега имаме повеќе десетици пријави во Агенцијата за вработување, но тоа е се уште малку. Овој период го користиме комплетно за информирање, а додека пак наредниот период на терен ќе излезе и трудовата инспекција, со што ефектот би бил поголем. Инаку во Прилеп има околу 90 угостителски објекти, кои што во моментот вработуваат од 700 до 800 лица. За Сител, Дарко Штарговски. Законот за сезонски работници ги дава првичните резултати, но досегашната примена во пракса покажала дека се потребни одредени измени во однос на ограничувањето на деновите за ангажман. Во изминатите 4 месеци можностите веќе били искористени во неколку општини низ државата. Законот за работно ангажирање на лица ги дава првичните резултати. За 4 месеци од неговото функционирање, бенефитите од оваа законско решение веќе ги искористиле лица и работодавачи од Битола, Охрид, Кичево и Кочани, иако станува збор за релативно краток период од примената. Од Министерството за економија вела дека ова е добар почеток и дека очекуваат позитивниот тренд да продолжи. Од Министерството додаваа дека и покрај тоа што постои одреден отпор кон новите решенија, очекуваат тој постепено да се надминува, а со текот на времето законот да биде се повеќе прифатен и применуван во пракса, бидејќи овозможува легално и флексибилно ангажирање на сезонски работници, но и придонесува за намалување на неформалната економија. На овој начин им даваме можност на сите оние кои што ги имаат ангажирано и во кои што работат лица, било во гостителство, земјоделство, кои што работат нели непријавени со договор за дело, да може да ја сменат начинот, формата, затоа што со овој закон имаат поволности и работодавачите плаќаат придонеси по една повластена стапка. Значи придонесите, ако дневницата ви е 1500 денари, со придонесите се негде околу 210 денари, значи негде околу 1900 е вкупниот износ кој што ќе треба да го платат работодавачите, без оглед на тоа колкава е висината на паричниот надоместок кој што ќе даде. Законот се применува во сектори како земјоделство, угостителство и лични услуги, каде што потребата од сезонска работна сила е наизразена.
Досегашните искуства од терен покажале дека има потреба и од одредени измени, особено во однос на ограничувањето на деновите за ангажман во угостителството. Одредени сугестии беа дадени по однос на деновите на ангажман, особено во туризам и угостителство, каде што е лимитирано до некои 15 дена во текот на месецот, но потребите и побарувањата од потенцијалните работодавачи укажуваат на тоа дека можеби тука ќе треба некакви измени да се направат, зашто Министерството за економија со своите представници секако истото ќе го предложи. Со цел подобра информираност и на работниците и на работодавачите, поволностите од Законот за работно ангажирање на лица беа презентирани во Струмица во рамки на проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници, кој ги спроведува ГИС во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, како и со Министерството за економија и Агенцијата за вработување. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.